Добар ден, криптоентузијасти, ова е втор обид, откако првото видео за жал поради локален дожд не беше успешно, но затоа второто видео веројатно ќе биде поуспешно, односно сега се наоѓаме внатре во овој локал блиску до мојот дом, каде што, како што ви ветив, позади мене може да видите, нели, море, нормално. А додека на екранот може да видите, значи тоа е фактички следниот процес на Cardano кој што се очекува да биде еден од оние, како да кажем, девелопменти кои што ќе го сменат светот на крипто, како и светот на финансиските трансакции и слично. Сега, ќе поразговараме повеќе околу него, но сакав чисто да покажам ова слика, затоа што ова е насловната слика за Hydra проектот на Cardano, во кој што јас верувам дека доколку истиот е комплетиран, ќе биде пак како да кажам, нешто што досега не било видено во целата индустрија на финансии, не само во Cardano. Сега, ќе се вратиме кратко на портфолиото, значи она што го разговаравме, односно дека се уште имаме 50% во стейблкоини, додека останатите 50% ни се во овие 4 валути. Вчера разговаравме за Ripple, затоа што имаше одредени вести, денеска ќе разговараме за Cardano и потоа ни остануваат Polkadot и Ethereum, според гласовите изгледа дека прво ќе разговараме за Polkadot, а потоа и за Ethereum. Значи, според вашето барање на оној пол кој што го направивме на нашиот канал, видовме дека прво сакате да слушате што се случува со Cardano моментално, кој што на нашето портфолио моментално е застапен негде околу 20%, е 18,8%, ама јас би рекол повеќе или помалку 20%, знаете. Овие проценти варираат како варираат самите цени во портфолиото, со тоа што, значи, понатаму ние ќе алоцираме и нели повторно на Cardano, и да не забораваме дека првата алокација, она околу 25% на 18 јуни, дел од неа беше во Cardano. Значи, не сме купиле во последно време, затоа што и немало некои големи причини зошто тоа да го направиме, но сега ќе разговараме за иднината. Значи, во сегашно време, моментално, купуваме од овие 4 валути, ќе напоменам исто како во вчерашното видео, затоа што се едни од најголемите валути по market cap, кои што моментално представуваат најголема стабилност во однос на тоа што самиот пазар е се уште премногу волатилен и е можно некои од овие проекти да не успеат. Така да, колку е поголем market cap во кој што учествувате, односно го и финансирате, толку е поголема веројатноста дека таквиот проект ќе проложи или ќе преживее преку оваа криптозима или финансиска зима, затоа што гледаме дека сите пазари се во неа и дека истите ќе проложат во следниот bull market. Сега, значи, како што кажаме, не е само тоа е една прва и базична причина, но Cardano, како еден од оние проекти во кои што финансираме, е еден проекти кои што навистина веруваме дека ќе има многу светла иднина, враќајќи се на сликата повторно. Значи, ќе направиме нормално техничка анализа, но пред да го направиме тоа, ќе започнеме со генерално разговарање за Cardano, че одамна не сме направиле за Cardano, ќе разговараме за тоа каде се наоѓа Cardano на roadmap, значи што до сега направено, што ќе се прави во иднина. Гледам дека има многу луѓе кои што се нетрпеливи во однос на развојот на Cardano, ќе разговараме малку околу тоа, односно како Cardano прави еден апдейт и како исто се интегрира, што е потребно за еден апдейт да биде на Cardano мрежата целосен и ефективно, значи, нели, имплементиран. Ќе разговараме околу Hydra. Значи, она што на некој начин ја верувам дека сите вие треба да бидете многу возбудени, затоа што Hydra е технолошко чудо што досега не е видено на, значи, генерално во било кој сегмент од технологијата во светот. Потоа ќе поразговараме околу неговата децентрализираност и ќе разговараме многу битно за тоа како моментално ние користиме Cardano да финансираме други проекти кои што моментално се градат на Cardano екосистемот и од кои што добиваме награди во текот на bear маркетот. Значи, Cardano и Polkadot се два проекти кои што ние ги користиме со цел да финансираме во проекти кои што се градат на нивниот екосистем, односно ги користиме Cardano и Polkadot токените да добиеме токени од нивните проекти. Ќе ви објасниме точно како се прави тоа, ќе ви објасниме, нели? Тоа ќе биде негде оприлика на крајот од ова видео. Затоа проследете, значи ова беше оприлика содржината која што ќе може да видите во денешното видео, но пред да продолжам, значи, за жал, знам дека многу од вас ова ви обидно, верувајте мене ми е, но, значи, целата оваа материја која што ја правиме би била беззначајна доколку не ја доставиме до што повеќе луѓе. Значи, како и секогаш, значи, ќе го побарам истото од вас, било каков тип на шер, било каков тип на лайк, коментар и најбитно субскрипција. Значи, ако може да направите субскрипција доколку не сте направиле, затоа што се уште околу 30% од луѓето кои што ги гледаат нашите видеа немаат направена субскрипција, значи тоа е еден мал акт со кој што ни помагате нас како канал, но помагате на сите оние македонци кои што се уште не знаат дека имаме канал, да дознаат за тоа и да добиете оваа материја за која што ние напорно работиме за вас. На нашиот
ден во одмор. Така сега. Значи, прво ќе разговараме за самата roadmap, односно каде се наоѓа моментално со Cardano, што се случува и што ќе се случува понатаму. Значи, оние кои што се финансиери, кои што веруваат во Cardano веќе ова го знаат, но оние кои што не се запознати, денеска ќе ги запознаеме. Значи, Cardano самиот по себе има 5 ери во кои што развива еден дел од самиот Cardano систем. Значи, со Pyro, нормално, тоа е уствари моментот кога самиот Cardano настанува. Потоа е Shelley, во кој што се прави децентрализација на самиот токен Cardano, ADA. Се прави децентрализација со тоа што се на некој начин се мотивираат луѓето да прават соодветни пулови во кои што ќе се собираат Cardano токените и од кои што ќе се добива staking rewards, кои што пак делуваат како нодови за самата мрежа на Cardano да биде што повеќе децентрализирана и што посигурна. Сите овие пулови представуваат нодови кои што помагаат со верифицирање на трансакции и слично, но тоа е самата мрежа и технологија на Cardano, затоа нема да разговараме денес, ќе разговараме зошто поточно сме го отпреле за неговата иднина. Значи, и нели околу децентрализацијата ќе исполнеме повторно за базените подоцна малку, тоа е околу Shelley, каде што се прави масовна децентрализација на овој проект, затоа Cardano е еден од најдецентрализираните проекти во криптосферата. Што е многу битно, верувајте ми, ќе ви кажеме подоцна зошто. Гогунерата, во која што се наоѓа моментално, започна, значи јас лично со своји очи го гледав тоа, кога за прв пат Cardano воведе смарт контракт, односно, значи, за оние кои што не знаат, затоа што има многу луѓе кои што прв пат доаѓаат на нашиот канал, значи имаме во криптосветот има два типа на токени, а тоа се, два типа на асет, односно на вредност. Тоа се коини и токени. Коини се оние кои што имаат свој блокчейн технологија, свој јазик, значи се свое, буквално целосна една своја технологија, која што токените, односно овие второстепени апликации, ја користат за да изградат своја, да речем, свој проект. Како тоа изгледа? Пример ќе земеме Ethereum. Значи Ethereum е првиот смарт контракт криптовалута во светот. Со тоа што Ethereum ја нуди својата технологија како ERC20 токен за било кој друг што сака да изгради проект да ја користи технологијата на Ethereum и со истиот фактички Ethereum како цена на трансакција и како технологија да изгради свој токен кој што понатаму би се викал, не знам, Polygon или како и да е. Се разбираме? Сега, значи на тој начин и Cardano стана своевиден смарт контракт хаб, односно тоа е уствари посебен тип на крипто екосистем во кој што ADA, Cardano, ја позајмува својата технологија на нови проекти кои што сакаат врз истата да градат своевидно своји проекти. Сега во Гогунерата, значи различно од сите од повеќето, да речем, големи проекти кои што имаат свој блокчейн, значи за разлика од тоа Cardano има и свој јазик, односно свој посебен јазик во кој што се програмираат апликациите кои што се воведуваат, односно новите криптопроекти кои што се воведуваат во Cardano екосистем. А како тоа изгледа? Значи јазикот на Cardano се нарекува Plutus. Сега, кога испаднаа за прв пат смарт контрактите, многу од луѓето веруваат дека тоа е тоа. Сега Cardano ќе отиде до милион, сега ќе направат многу пари, но она што луѓето, тоа е проблемот каде што не се прави соодветно истражување. Значи, за еден екосистем да навистина направи бум, како што е на пример Cardano, потребно е време. Во моментот кога вие воведувате смарт контракти, прво треба да бидете свесни дека сите оние кои што ќе дојдат да прават апликации на таквиот екосистем, прво не се запознати најчесто со јазикот, затоа што во Cardano случајот имаме нов јазик. Значи овдека е Plutus за разлика од другите кои што имаат друг јазик, така. Второ, значи самиот екосистем е нов, значи потребно е време овие апликации, дури да сака некој да го направи тоа, мора да ја изгради, значи да ја програмира, па да ја тестира, па да ја пушти во оп, значи потребно е време во кое што овие нови апликации ќе почнат да делуваат во еден нов екосистем. Сега, значи во најдлабокиот дел од bear маркетот, Cardano е еден од најживите, односно најактивните проекти во светот, каде што имаме активно градење на 1000 апликации. Значи ако се сеќавате пред некој ден на видео за вести каде што го спомнав делот со Cardano, каде што моментално според најновите статистики се градат повеќе од 1000 апликации во овој момент на Cardano. Тоа се 1000 проекти кои што веруваат во Cardano и да не заборавиме. Значи во моментот кога се направија смарт контракт, значи пред да ги пушта смарт контракт во Optec, Cardano воведе економија во која што на голем, значи на јадници луѓе им понуди да бидат програмери на Plutus јазикот, каде што истите беа, значи прво тренирани со месеци пред овој смарт контракт да биде лайв,
и со тоа истите беа тренирани и обучени да станат девелопери, односно програмери во Bluetooth јазикот. Што значи дека Cardano на вистина вложи во овој екосистем да биде уникатен и да биде, значи, како да кажам, нешто што на вистина ќе направи промена во светот. Сега, моментално она што го гледате, тоа значи дека сите оние Bluetooth девелопери кои што нели го поминале овој курс, тоа зборуваме за јадници луѓе, потоа уствари почнале да работат очигледно на овие пораки и затоа моментално имаме околу 1000 проекти кои што се градат во овој дел, значи во Gogun ерата, со тоа што Gogun ерата наскоро ќе заврши, затоа што смарт контракт се веќе активни, имаме активно градење на нели целата заедница, целиот екосистем. Сега, значи кога веќе имате екосистем, нормално следниот чекор е Basho ерата, односно Scaling ерата, каде што значи две најбитни работи на кои што ќе се работи, значи еве овдека се буквално објасните доколку сакате да го видите тоа, на Gemini, на нивната страна, односно Gemini е уствари менувачница, они имаат буквално се за Cardano генерално објаснето, со тоа што ги имаат и сите ери објаснето во детали што уствари истите представува и како истите се што истите треба да внесат на пазарот за Cardano, со тоа што Basho ерата во која што треба да влеземе наскоро, значи ако не е крајот на оваа година, ќе биде почетокот на следната, ќе биде уствари ера која што е исклучиво наменета за scalability и interoperability, односно овие апликации, да речеме 1000 кои што се моментално активни, да можат да комуницираат помеѓу себе на овој екосистем. Значи тоа е еден од најбитните работи, затоа што екосистемот како таков мора да најде начин како овие апликации да функционираат една со друга, да комуницираат една со друга. Тоа е interoperability, кој што ќе се развива во Basho ерата, како и scalability, односно ќе се развива големината на самиот екосистем. Зошто го велам тоа? Значи секој екосистем кога ќе почне да гради нови апликации, примамува нови луѓе. Значи тоа се големо бројот на трансакции, големо бројот на активни апликации кои што постојано го користат, значи Cardano, блокчейнот како основа, како екосистем. Тоа значи дека Cardano екосистемот мора да биде развиен да може да прими повеќе трансакции, да обработи повеќе трансакции, а при тоа да не биде clogged, што велат, односно да биде на некој начин затестен или да запре поради тоа што има премногу голем обем на трансакции. Сега, во Basho ерата, како круна на самата Basho ера, треба уствари да дојде Hydra проектот, кој што како таков, значи ќе напоменам уште еднаш, значи сликата која што оставиле за Hydra проектот од страна на Cardano, секоја чест. Значи, Hydra проектот, значи оние кои што се геймери ќе разберат зашто го велам тоа. Значи, оние кои Hydra проектот треба да биде уствари ultimate solution, значи нешто што досега не е видено на пазарот, ќе ви објаснам сега точно што уствари истото представува, но са пред тоа ќе го поминеме само уште последниот дел од roadmapот на Cardano. Значи, Basho, како што рековме, ќе биде scalability и interoperability, односно да се помогне на Cardano да може да го издржи и да може да практично да се развива како се развива и самата посетеност на екосистемот, односно да имаме се повеќе и повеќе фактички сила на Cardano да може да ги издржи сите овие трансакции, сите овие следни апликации кои што ќе бидат направени слично. И Volter ерата е сега. Значи интересно за Cardano, кој што јас навистина го сметам како позитива, е тоа што Cardano е екстремно децентрализиран. Можеби еден од, па ако не и најдецентрализираниот проект на светот. Со тоа што Volter ерата, значи идејата на Cardano оди до тој степен што не само што е децентрализиран, туку и моментално, значи она што моментално на некој самиот Cardano е воден од IOHK, односно Input Output Hong Kong, кој што уствари представува фондацијата, компанијата која што е предводена од Чарлс Хоскинсон, кој што уствари основоположникот на Cardano. Тој да забораваме да го кажеме, значи основоположникот на Cardano е еден од основоположниците на Ethereum. Значи овие три, да речем, главни ликови кои што го направиле Ethereum, каде што се Кевин Вуд, Чарлс Хоскинс и Бутерин, се уствари трите основоположници на Ethereum кои што понатаму поради различни гледишта на самиот Ethereum како блокчейн се разделуваат и секој трга по свој пат и развива свој проект. Со тоа што Гавин Вуд, оној кој што го напишал јазикот за програмирање на Ethereum, го прави Polkadot, додека Чарлс Хоскинс го прави ADA, во тоа што, значи, секој на некој начин се обидува да развие своја верзија на Ethereum, така речено, со тоа што идејата на Чарлс Хоскинс е детална децентрализација, односно да се направи блокчейн кој што не може да биде компрометиран. Со тоа што последната ера, односно Volter ерата, е ера во која што целосна децентрализација и значи да се премести и governance, односно владењето и одлучувањето на самиот блокчейн на луѓето кои што моментално
имаат и поседуваат ADA и на сите овие пулови кои што работат како нодови за ADA блокчейн. Со тоа што значи целосно ќе се значи сите овие права кои што ги имаат моментално IOJ како компанија и Input Output Hong Kong ќе се пренесат на заедницата на Cardano, односно се што ќе се донесува како одлука понатаму за Cardano ќе биде директно од страна на гласовите кои што доаѓаат од овие пулови и луѓето кои што поседуваат Cardano, што е крајно одличен чекор ако мене ме прашувате, значи ова е главниот чекор кој што ни е потребен во финансиите. Се додека имаме организација или човек кој што е одговорен за финансискиот систем генерално, имаме проблем. Значи не постои човек што е некомпрометиран. Значи едноставно доволно е да ви се дадат права, со време ќе бидете компрометиран. Значи ќе бидете искорумпиран, ќе бидете крајно, како да кажам, значи едноставно досега никој не успеал да го помине овој тест на дека нема да биде искорумпиран од моментот кога навистина има права врз нешто што е навистина моќно, како што е во случајот да речем ADA проектот. Затоа, целосно предавање на сите одлуки на заедницата на Cardano е еден од најдобрите чекори кои што може да го направи ваков тип на голем проект и тоа посебно во последната ера. Значи кога целосно ќе биде разграден, кога целосно ќе биде развиен, вие уствари ја предавате моќта назад на заедницата. Тоа е круната на овој проект кој што мене навистина многу ми се допаѓа и се надевам дека тоа навистина ќе биде така и се додека Cardano се држи до овој roadmap, јас навистина ќе го следам. Се надеваме дека нели ќе продолжи се до тоа така. Сега разговаравме за Hydra, кој што како таков треба да биде круната на баш ерата, односно нешто што досега не е видено во технолошкиот свет. Значи, Hydra треба да представува соодветен механизам на second layer на Cardano мрежата, кој што има за цел максимално да ја забрза работата на самиот блокчейн со тоа што трансакциите ќе ги обработува офчейн. Сега, овдека во овој сегмент фактички детално се објаснува што уствари представува. Сакам само да напоменам дека технологијата позади Hydra се нарекува Isomorphic State Channels, односно глави, што уствари е своевиден шардинг механизам, како што е оној, например, замислен на Ethereum мрежата, но ова е прилагодено на самиот Cardano блокчейн и е развивано паралелно со самиот блокчейн. Значи, Hydra проектот е развиван уште од самиот почеток на Cardano мрежата, со тоа што официјално некаде околу декември 2021 година прв пат се спомнува дека истиот не само што е развиван, туку и треба да влезе во тест фазата, значи тоа зборуваме на крајот на претходната година. Значи оваа тест фаза моментално е, колку што јас знам, успешна. Не можев да најдем официјални податоци за тоа што многу луѓе очекуваат дека до сега веќе ќе биде имплементирана Hydra, но да не заборавиме, значи самиот Cardano блокчейн многу често се случува да има забавување во однос на апдейтите кои што ги прави. Но сега ќе поразговараме околу тој сегмент затоа што сакам да ви напоменам на многу интересна работа. Значи не може доколку некој не успее да го апдейтира до датумот до кој што рекол, вие да кажете ете готово, значи нема напредок, тоа тука завршува. Значи да се разбереме на работа. Самиот Cardano работи напорно на правење на одреден апдейт, како што беше последниот Vasil апгрейд, кој што беше целосно без никаков проблем. Значи, од друга страна, истиот придонесе многу во однос на scalability и забрзување на самите трансакции на мрежата. Значи, може да погледнете околу Vasil апгрейдот, ќе си имам целосно направено видео во однос на тоа што се интегрира и како истиот ќе помогне на мрежата. Но она за кој што сакам да поразговарам. Значи, никој не му замери на Ethereum што истиот од 2016 па наваму зборува дека ќе биде направен промената од Proof of Work во Proof of Stake. Но ако Cardano закасни 2 месеци, тоа е проблем. Тоа е прва работа. Втора работа која што е многу интересна. Да речеме, Ethereum има сосема поинаков пристап кон направење апгрейди на мрежата. И тоа како? Значи се прави апгрейд и ваквиот апгрейд дали ќе ви успеше или не се знае се додека истиот не дојде на мрежата, а во исто време ако не е успешен, тогаш на пример ќе се направи reroll или знаеме колку форкови до сега имаше Ethereum и знаеме дека некои од нив не беа целосно успешни. Што значи дека треба повторно да се прави некои поправки на мрежата, да речеме лаички кажано. Значи идејата на Ethereum во однос на апгрейдите ќе го направиме, па ќе видиме ако функционира, ако не ќе го поправиме. За разлика од тоа да има комплетно поинаков пристап кон правење на апгрейд на мрежата на ADA. Значи сите апгрейди до сега на ADA биле целосно успешни. Иако имало, да речем, можеби некој минимален баг или нешто, значи генерално ADA како проект секогаш имал успешни апгрейди до сега. Со тоа што
Како они го прават апгрейд? Значи апгрейдот кај нив не се прави директно и не се става во моментот без разлика дали е функционален или не. Значи се прави идеја која што понатаму се тестира од сите оние луѓе кои што работат во IOHK, па се праќа до светски познати криптографи кои што работат со програмирање цел живот и кои што се да речам првенци во сопствената да речам во полето во кое што работат. И во моментот кога ќе се одобри од овие луѓе, се враќа назад, се прави тест, кога тестот ќе биде комплетно успешен и кога се знае дека нема ниту еден баг, дури во тој момент ќе се имплементира на мрежата, затоа и Cardano на пример никош не се извинува за одлагањата на одредени апгрейди. Значи подобро е апгрейдот да биде целосно на место, отколку да не биде, а да биде имплементиран на мрежата и потоа да имаме некој огромен проблем. Значи, поради оваа причина јас комплетно ги разберам и кога велат дека ќе се одложи нешто, мене воопшто тоа не ми е проблем. Се додека знам дека работат напорно на целосно поправање на оно што го спремаат за следниот апгрейд на блокчейнот, затоа што успехот на блокчейнот на долги патеки ми е многу побитен отколку дали ќе имаме некој памп во следниот месец или ќе имаме после 4 месеци. Значи тоа се оние трговци кои што им е битно во моментот да се искористи брандот кој што оди нагоре поради некоја нова вест. Сите оние кои што навистина инвестираат во Cardano никогаш нема да имаат проблем за тоа дали Cardano ќе го направи апгрейд овој месец или ќе го направи после 4 месеци. Тоа е разликата помеѓу апгрейдите кои што ги гледате на повеќето блокчейни и оние кои што моментално Cardano ги прави. Значи Cardano е еден од најпрофесионалниот блокчейн кој што јас сум го видел до сега. Значи не е работа дека се обидам да ви го продадам. Јас само ви кажувам зошто толку верувам во самиот Cardano и зошто толку значи гледате дека со самите средства на пример го поддржувам проектот. Иако моментално Ethereum е во многу поголема количина, работата е што се наоѓаме во толку длабок дел од bear маркетот каде што Ethereum самиот по себе е многу паднат и јас верувам дека многу помалку би паднал останатите и затоа поголемиот дел портфолиото ми е во Ethereum. Иако нели очекувавме некој краток профит, значи јас сега би го чувал тоа во Ethereum затоа што самиот Ethereum по себе е многу поголем проект и многу поинтегриран од сите овие нови проекти, но тоа не значи дека овие немаат толку потенцијал како самиот Ethereum. Поентата е стабилност. Значи моментално она што гледате во моето портфолио и големата застапеност на Ethereum е стабилност. Оние кои што сакаат уште поголема стабилност, на пример, и 90% од собственото портфолио моментално го чуваат во биткоин, само поради таа стабилност. Затоа што кога биткоин би паднал 3%, сите останати би паднале 13%. Затоа они ствари на тој начин се обидуваат што помалку да изгубат во овој пад надоле, за потоа да го истото што ви го кажуваме постојано. Значи во моментот кога ќе утврдиме дно, они само ќе го диверзифицираат своето биткоин портфолио во други проекти во кои што веруваат и на тој начин максимално ќе искористат од овој bear маркет. Што, например, нас не е стратегија, нас не е проблеми да имаме малку поголем ризик кога влегуваме во се освен во биткоин. Значи ние го кажеме тоа на почетокот, ќе го кажеме повторно. Значи биткоин самиот по себе нуди голема сигурност кога се наоѓаме во ваквиот длабок дел на bear маркетот, но овие 4 топ проекти јас лично, значи како и мојот тим веруваме дека навистина имаат соодветна сигурност која што нас не е потребна. Сега се вратиме на самата тема односно Cardano Hydra, како истиот ќе функционира и зошто истиот е толку битен. Значи, како што рековме, Hydra е уствари дел од Basho ерата, каде што? Значи, ова е самиот main chain, односно блокчейнот на Cardano, во кој што се поставуваат постојано блокови, така? Сега, идејата на Cardano со овој систем е исто како што Ethereum го користи Polygon за забрзување на трансакциите на second layer солуции, истото ќе биде направено и од страна на Cardano со Hydra проектот, тоа што идејата на Hydra проектот е секој од оваа трансакција да биде изнесена надвор, значи да речеме се започнува одредена трансакција. Токените заедно со сите детали за трансакцијата се вадат надвор од основниот чейн, каде што се уште, значи никој нема пристап до ова освен самиот блокчейн протокол. Значи поентата е што ова не го прават луѓе, ова го прави самиот блокчейн. И на тој начин вие се уште ја користите сигурноста на основниот блокчейн протокол, со тоа што самиот блокчейн ја праќа оваа трансакција надвор до second layer chainот на Hydra, каде што Hydra има, зашто Hydra се користи. Значи секоја од овие глави на Hydra уствари обработува огромен број на трансакции, која што работи како паралелен чейн на главниот. Со тоа што секоја глава на Hydra ги има истите да речем способности на Bluetooth јазикот, ги има истите способности на процесирање на NFTs, значи буквално секој од нив ги има истите способности на основниот ADA блокчейн. Со тоа што откако оваа трансакција ќе биде целосно процесирана
во second layer блокчейнот, истата во иднина се враќа во еден од наредните блокови. Со тоа што не, значи проблемот кај блокчейн технологијата генерално е дека сите овие трансакции мораат да бидат имплементирани во еден блок пред да може да биде направен втор, па трет, па четврт. Овдека сите овие трансакции се обработуваат надвор од блокчейнот пред да бидат вратени во моменталниот блок кој што да речем би следал. И на тој начин многу се забрзува работата на меин блокчейнот, затоа што главната работа на трансакциите се врши офчейн, односно се врши на овие Hydra Heads. Со тоа што Hydra Heads моментално во тест фазата, успеале да достигнат до 1000 трансакции во секунда, а тоа е една глава на Hydra. Со тоа што имаме 1000 такви глави кои што се способни како офчейн да обработуваат трансакции за ADA. Значи имаме 1000 глави, затоа се нарекува хидра, затоа што хидра е митско суштество со многу глави. Значи имаме 1000 глави кои што процесираат по 1000 трансакции во секунда, со тоа што кога истите ќе се вратат на блокчейн, вие имате моќ од 1.000.000 трансакции во секунда. Значи, може да го погледнете овдека, ова е официјално од нив. Значи, гледате, ова е од самиот white paper на Hydra. Значи, што уствари моментално се работи. Замислете, ова не е идеја, ова е веќе поминато на тестнет. Ова е нешто што навистина функционира, но се уште го, значи едно е како функционира на тестнет, друго е како исто да ќе биде применето во блокчейн технологијата, затоа што многу работи кога се во тест, се во контролирана зона. Така да многу поедноставно е истите да функционираат. Но кога истите треба да ги примените на нешто што е, како да кажем, Wild West, значи самиот блокчейн технологија е на самиот почеток, значи само што почнува да се развива. Така да многу проблеми може да се појават и затоа оние луѓе кои што велеа Hydra требаше во октомври да испадне, значи да бидеме реални. Ваков тип значи сега ќе ви покажам која е разликата. Гледајте која е разликата. Значи ова се моменталните, значи 2022 ова е ствари добро, како и да е. Пак е прилика нова, затоа што горе-доле тие се брзините на трансакции. Значи, моментално, како и сите што знаете, нормално Solana има 65.000 трансакции во секунда. Со тоа што да не забораваме дека Solana се уште е во бета верзија, истите имаат паѓање на мрежата еднаш неделно. Значи, овие 65.000 трансакции во секунда се таму, но џабе ви се вас 65.000 трансакции во секунда кога вас еднаш неделно блокчейнот ви паѓа. Значи, како да ви кажам. Со тоа што моментално можеме да видиме најголемите проекти уствари како процесираат и колку е нивната брзина. Значи најголеми се го што можеме да видиме. Phantom со 10.000 трансакции, Avalanche со 4.500. Значи ова моментално според големината на екосистемот, значи на самиот крипто пазар, ова не е страшно. Значи како што може видите, сите овие работат со сосема солидна брзина, никој од нив нема проблем да речем со мрежата, нели освен Solana. Со тоа што дури и Ethereum во нивниот напреден, значи зборуваме во напреден шардинг, нели оние следни сектори за кои што ќе разговараме во Ethereum видеото, каде што рековме дека мрџ е само првиот развоен сектор во промената од Proof of Work во Proof of Stake. Понатаму ќе имаме Splurge, Surge, значи сите оние различни, оние ги користат овие како рима, но тоа ќе бидат посебни сегменти како што се ерите на Cardano, каде што ќе имаме следно развивање на овој блокчейн технологија. Со тоа што, значи и таму се очекува до 100.000 трансакции во секунда. Значи ова е да речем некоја напредна фаза на Ethereum. Со тоа што напредна фаза на Ethereum не се ни блиску, значи само што преминаа на Proof of Stake. Они имаат уште еден тон време додека стасаат овие 100.000, значи они се уште на 30 трансакции во секунда. Значи затоа што нив брзината воопште не им се надгради со оваа промена. Они само си дадоа промена на технологија каде што ќе може сега понатаму да развиваат се што им е потребно. Додека за разлика од тоа, Cardano веќе активно има поминато тест фаза на Hydra проектот, каде што зборуваме за 1 милион трансакции во секунда. Каде што дури ово што моментално го гледате, значи Solana заедно со Visa и Mastercard, затоа што Visa и Mastercard се централизирани, нив е многу поедноставно да процесираат трансакции. Значи истите имаат некаде околу 45 до 50 трансакции во секунда, со Solana кој што навистина го држи моментално во трансакции во секунда првото место во светот, но затоа и леџерот има огромен. Значи, да не налегуваме. Генерално не велам дека Solana е лош проект, само велам дека
лоши луѓе се позади истиот проект и велам дека истиот проект доколку беше било кој од овие проекти, што ги гледате на десна страна, и ако некој од нив плагаше еднаш неделно, јас можам да ви гарантирам дека до сега немаше да се наоѓа на првите 20. Значи тоа е научна фантастика. Но затоа што има луѓе кои што стојат позади Solana и затоа истиот моментално се уште просперира. Но, нели, затоа потоа моментално зборуваме за Cardano. Сега, значи како што реков, кога и да биде, што уопште нема потреба брзање. Мене ако ме прашувате, може да се задржи уште една година. Кога и да биде имплементирање на Hydra, ќе биде огромен напредок за целата криптосфера, како и за генерално финансиските институции во светот, затоа што ваков тип на брзина на трансакции, значи не сме ни замислиле, а не да видиме. Значи замислете, тоа е, вие имате 65.000 максимална досега технолошка да речем поставеност, која што успеала 65.000 трансакции во секунда да процесира. Сега замислете кога најнаш влегол некој на пазар кој што има не 10, повеќе од 10 пати поголема од најдобриот проект, кој што се уште во бета верзија и кој што се уште не е стабилен. Така. Значи затоа јас велам, нема потреба брзање, ако мене прашувате, може и уште една година да го развиваат, само да го развијат како што треба. Затоа кога ќе дојде Hydra, ја верувам дека секој се смени на пазарот, но нели останува да видим. Сега, она што сакам следно да ја покажам е значи децентрализацијата на ADA, која што е исклучиво битна кога станува збор за иднина на финансии. Значи да не се лажеме, ADA не е финансиски проект. ADA никогаш немал идеја да биде финансиски проект, но сакале ли или не, истиот ќе биде поврзан со финансиски проекти во иднина и ќе биде како таков зависен од финансии. Значи сакале или не, моментално сите овие криптовалути ние ги гледаме преку очите на финансиите, односно дали истите ќе бидат финансиски исплатливи или не. Со тоа што децентрализацијата има клучен фактор во иднината на ваквиот тип на проекти и на држање на капитал во ваков тип на проекти. Значи знаеме дека биткоин моментално е еден од најдецентрализираниот. Генерално според неговата мрежа знаеме дека истиот е најнекомпрометирачки, најдецентрализиран проект. Тоа е значи дефиниција. Со тоа што значи most decentralized cryptocurrency. Чисто на Google го пише во. Гледате што се случува кога ќе скролнам малку подоле, вели is Cardano more decentralized than Bitcoin? Дали Cardano е подецентрализирано од Bitcoin? Гледате го одговорот на ова прашање, вели. Само момент. Cardano против Bitcoin, као наводно интересно е дека двата проекти се буквално тешко децентрализирани, со тоа што вели Cardano веќе има некои предности пред биткоин во однос на децентрализацијата и применување на одредени мерки на децентрализација. Значи, ова е основно, значи прашање на Google, чисто гледате и сами, значи не е ова нешто што јас го измислувам, значи генерално оние луѓе кои што дозволиле ова да биде запишано овдека, потекнува од луѓе кои што навистина знаат што уствари пишуваат, дека самиот Cardano веќе има одредени предности во сегменти на децентрализација на сопствениот блокчейн технологија. Значи, идејата што е? И да не е најдецентрализиран. Што подецентрализиран, толку подобро, затоа што, значи кога одреден, да речем, проект децентрализиран, главните одлуки доаѓаат од централна власт, од да речеме еден централен орган кој што утре може целосно да смени политиката на проектот. Целосно може да продолжи да принта нови токени, да смени значи маркет капот, да го зголеми, да го намали. Сакам да кажам, се колку повеќе е децентрализиран проект, толку повеќе истиот не подлежи на толку големи промени, а промените кои што ќе бидат донесени мора да бидат во согласно со поголемиот дел од заедницата. Идејата на Cardano е да стигне до степен каде што, како што го гледаме овдека ова, значи во само да се вратиме, да. Значи во Волтер ерата, каде што сите одлуки ќе бидат донесени од страна на заедницата, што значи дека доколку се наоѓаме во ситуација каде што да речем еден централен орган би донел лоши одлуки за Cardano, сите овие напредоци кои што ги знаеме, сето успех кој што го има досега, ќе падне во вода. Кога сето ова ќе биде вратено на заедницата, заедницата нема да си дозволи да се донесат лоши одлуки затоа што првенствено се гледа, значи таа одлука да биде позитивна сите оние кои што држат ADA, Cardano. А вие не би гласале за нешто што би се одразило лошо по вашиот профит или по вашите значи количина која што имате во Cardano, така? Значи на тој начин вие самата заедница ќе го држи проектот да биде со само позитивни одлуки. Значи тоа е најдобриот и најинтересниот дел затоа што секој се обидува да го заштити сопствениот профит или да заштити сопствената значи она што го финансирал, она што го инвестирал, сопствената инвестиција. Сега, на оваа страна, значи иако знаете дека Cardano како и самиот Ethereum, Etherscan има собствен
скен програм на кој што може да погледнете секоја трансакција, може да ги погледнете сите волети, затоа што како и сите останати блокчейни, значи не сите, но како повеќе останати блокчейни, Cardano блокчейнот е public ledger и може да ги видите сите трансакции и сите волети. Сега, на оваа страна, на овој, да речем, сегмент, можеме да видиме кои се најголемите, значи ова е исто многу битно. Значи може да имате и билион новчаници, но може 70% од залихата, односно од токените кои што се произведени да бидат држани од еден wallet, така да вие иако имате привидна децентрализација, значи вака се проверува кога имаме навистина децентрализација во одреден значи во одреден проект. Значи во оваа ситуација ние можеме да видиме кои се најголемите значи најголемите волети кои што држат моментално токени Cardano. Значи најголемиот кој да е овој држи 200 милиона Cardano, со тоа што гледаме дека понатаму се намалува и тоа драстично, 170, 95, 77, 70, значи немаме огромна сума на Cardano. И сега, чисто за ваша споредба, ако влеземе на Cardano на CoinGecko, значи можеме да видиме дека генерално circulating supply на токени е 33, скоро 34 билиона, значи 34 билиона. Најголемиот волет кој што моментално држи ADA е 200 милиона. Дури да ги собереме сите овие заедно, не може да соберат ниту 1 билион. Што значи дека толку е децентрализирано што овој волет на пример би имал одредено право на глас, но не би имал право на глас што би променило некои работи кои што вас не ви одговараат. Се разбираме, кои што би го промениле целиот екосистем. Значи тоа е она што постојано го кажувам. На овој начин се проверува детално дали одреден проект е децентрализиран или не. Преку ваквиот тип на проверка на најголемите волети, кои што многу лесно се прави, че не мора ни да знаете дали е Etherscan, дали е Cardano, дали е било што. Значи само напишете на Google, пример, кој сакате да го проверите како проект, напишете пример Dogecoin. За Dogecoin треба да правите да видите како изгледа обратно кога одреден волет го поседува 60% од circulating supply на токенот и ќе ви стане јасно зашто е битно да имате децентрализација од овој тип. Значи, само проверете топ волети на тој, значи кој да е уствари проектот кој што сакате да го проверите и на тој начин ќе видите дали е децентрализиран или не. Ова е прост пример за тоа дека станува збор за крајно децентрализиран проект со тоа што 200 милиона во споредба со 44 билиони се ништо кога станува збор за одлучување или гласање, затоа што најчесто овие големината на токените кои што ги имате вас ви дава предност кога можете да гласате за одредени предлози или да предложувате одредени предлози за одреден блокчейн технологија, односно да го менувате, да го наградувате како вас ви одговара. Но не би можеле тоа да го направите во оваа ситуација затоа што немате доволно токени, немате доволно гласачка моќ за да може тоа да го смените. Значи тоа е главниот дел на децентрализацијата што вас ви е битен. Сега зошто вас ви е битно тоа? Значи да ви биде јасно, кога ќе дојдат институциите наскоро, а ќе дојдат, значи нив главна идеја ќе им биде да се купа што може повеќе токени за да се земе ова право на одлучување. Затоа што они, колку е подецентрализиран проектот, толку помалку власт ќе има над него, затоа што едноставно не може да ги купа токените. Значи прост пример. Cardano има едно од најаките заедници на светот, каде што луѓето што поседуваат Cardano не сакаат да го продадат своето Cardano. Се разбираме? Значи дури да дојдат институции кои што има многу пари, они само ќе дигнат цената на Cardano, но нема да може да купат доволна количина на Cardano за да може да сменат нешто на блокчейнот, за да може да го направат помалку децентрализиран, да може да го сменат да биде приклонет повеќе кон финансиските институции. Значи тоа е најбитниот дел за иднината на финансии. Колку е подецентрализиран проектот, толку е потешко за ваквиот тип на финансиски институции да земат контрола над него и да вршат контрола над него. На тој начин не му може ништо, значи не може ниту да го банираат, не може ниту да го запрат, значи не може буквално ништо да направат. Колку е подецентрализиран проектот, толку помала е моќта на овие луѓе кои што не сакаат да има крипто во светот да направат било каков тип на промена. Затоа Cardano, ако мене ја прашувате, е еден од најдобрите што тоа го прави. Сега, тоа е генерално околу развојот на Cardano до овој момент. Сега ќе поразговараме малку околу тоа што ние правиме со Cardano токените и зошто нас не се толку битни во овој момент. Значи, ова е уствари еден од новчаниците кои што може да ги имате на Cardano, чисто да видите, значи Cardano има сопствени новчаници кои што се, да речем, најпогодни за држање на Cardano токени, но и за работа од овој тип што моментално ќе ви го објасниме, затоа што како што рековме, Cardano има веќе околу 1000 проекти кои што активно работат со своји токени, со свој адаптирање на ADA мрежата во своите проекти. Со тоа што значи моментално можеме да видиме дека имаме ADA Lite, Yoroi, Daedalus, еден од најголемите. Сега ова се да речем волети кои што се развиени директно од страна на Cardano заедницата,
за користење на ADA токените. Со тоа што ние моментално го користиме овој Eternal или пред тоа беше CC Wallet, така нешто. Значи, овој е еден од, да речем, кој што сме највеќе задоволни од него. Значи, чисто да ви покажам како се тоа изгледа. Значи, ние моментално ја користиме ADA токените во овој систем кој што се нарекува ISO, односно Initial Stake Offering, каде што вашите ADA токени, значи, добиваат ADA, затоа што вие ги стейкате во одреден пул, а дополнително на тоа добивате и токени од самиот пул, доколку тој пул, да речеме, има свој собствен проект. Значи, како што се сеќавате, рековме дека децентрализацијата на ADA е направена во пулови, односно во базени, во кои што имаме огромни количини на ADA и одредени лица ги водат овие базени. Идејата на базените е уствари да прават значи истите си нодови кои што ги верифицираат трансакциите кои што моментално се случуваат на ADA мрежа. Со тоа што одредени од овие пулови имаат и собствени проекти. Значи вие генерално пулот уствари е само нод каде што ако го стейкате вашиот ADA, добивате награда назад затоа што они го користат вашиот ADA со големината на пулот да одобруваат трансакции. Наградата од овие трансакции се дели помеѓу сите луѓе заедно со собствениците на пулот како награда за стейкинг во сите овие трансакции кои што моментално се процесирани. Додека ISO дополнително им дава моќ на оние кои што имаат пул да имаат и свој проект. Значи доколку они одлучат дека ќе имаат свој проект кој што ќе се нарекува не знам како и да е, ева чисто да ви покажам, значи Drip Drops е местото каде што може да dripdrops.io е местото каде што ствари се клеймаат овие токени кои што сте ги добиле со стейкинг на пуловите на ADA, каде што може да најдете многу од овие нови проекти кои што се развиваат на сите проекти кои што развиваат моментално на ADA екосистемот, каде што вие само треба да вметнете вашата адреса, значи кога имате одреден check by drips, значи внесувате вашата адреса и ви дава дали имате од одреден проект, освен основната награда која што добивате во ADA, дополнителни токени кои што треба да ги земете. Еве, например, јас имам некој WUF токени имам, значи по случајов во овој еден базен имам негде околу 506 ADA, со тоа што немаме посебно никакви токени од овој проект, затоа што истиот е само обичен Cardano пул. Че ова чисто за да ви покажам. Сега ќе се вратиме назад и ќе почнеме постепено. Значи доколку имате основен, значи Yoroi е еден од првите и основните волети на ADA блокчейн технологијата, каде што истиот, значи доколку имате одредена количина на ADA, може да го користите за делегации. Значи ова е Yoroi, вака изгледа, значи само пишете YOROI на Google и ќе го најдете. Со тоа што Yoroi самиот wallet има, значи кога ќе внесете одредена количина на ADA, може да делегирате на било кој од овие пулови. Значи на десна страна ова delegation list, значи ова е ISO како функционира. Значи самиот Cardano е направил да не мора да зависите од наградите кои што ги добивате од Binance за стейкинг, туку истите да ги правите директно на Cardano самиот блокчейн во случајов технологија. Значи сите овие од лева страна што ги гледате посебни пулови, значи имаат сега прво треба да гледате сатурираноста, односно колку од овие проекти моментално имаат слободно место, затоа нема да нарегуваме во моментов, но идејата е дека значи ова се наградите кои што ќе ги добиете за тоа што би стейкале, да речем, во одреден еве. Например, овдека би добиле 3,75, доколку го влезете. Овдека би добиле 4, овдека би добиле 3,46. Со тоа што може да делегирате на било кој од овие пулови и само чисто да ви покажам многу интересна работа, значи тоа е многу битно да го запазите. Сатурација, исто и тоа е многу битно за да не влезете во пул каде што нема да добиете награди. Значи гледате, колку е поголема сатурацијата, толку помала е вашата шанса да добиете токени. Зошто? Значи има пулови кои што се повеќе од 100% сатурирани, тоа значи дека се преполни и доколку вие ставите во таков тип на пул, нема да добиете награди, односно нема да добиете ADA стейкинг награди назад. Затоа многу е битно кога бирате одреден волет, значи во било кој од овие волети, кои што моментално ги гледаме овдека, значи слободно кликнете на него, еве на пример 3.84 и гледате значи колку е сатуриран. 69. Ова е одлична сатурација. Значи овде како влезете, сигурно ќе ги добиете овие, само да ви покажам. Значи овие 3.84 како стейкинг за тоа што ги држите вашите токени таму. Со тоа што, значи ова е основниот начин како ISO функционира. Значи Initial Stake Offering, кога давате на овие пулови, они за тоа што ги верифицираат трансакциите ви даваат назад постојано награди и тоа овие награди вие ги земате на оприлика недално ниво, ако не се лажам. Значи гледате, една епоха, сега ќе кажам точно,
Да, значи неделно ниво. Не, уствари 4 дена. 4 или 5. Од 9.7. до 14.7. Тоа се 5 дена. Значи на секој 5 дена завршува епоха. Гледате од горната страна може да видите тоа е епоха 349. Значи во секоја следна епоха вие добивате од соодветна количина на ада во значи во вашиот новчаник, каде што вие сте се дале, да речем, како стейки. Сега јас го земав Yoroi како наједноставен, затоа што многу едноставно. Значи, гледате, дашборд колку ада имате, delegation, кога ќе го делегирате, овде ќе ви даде дека ви е делегиран и ќе ви даде кои се наградите. Со тоа што Yoroi е само еден wallet. Зошто нас не е битен и го користиме Eternal. Значи, на Yoroi вие може да делегирате само на еден пул. Што значи дека ако има повеќе проекти, вие не може да ги разделите, односно може само на еден во исто време да делегирате. Eternal, овој кој што го користи моментално, како и Daedalus, како и останатите пософистицирани ада токени, значи кога ќе направите, сега например дека ја имам 3 различни новчаници кои што потоа се делат на повеќе подновчаници. Ева например средниот, значи ако отидам на, гледате, че ова е Eternal, ќе напоменам уште еднаш, вака изгледа, значи самиот дашборд, каде што кога ќе направите нов wallet и кога ќе внесете одредена сума, ќе влегувате во акаунт лист и он ќе ве праќа колку ви се потребни новчаници. Значи, кога ќе влеземе во акаунт лист, гледаме дека јас, значи, овде моментално имам 11 новчаника. Значи, ја можам еден новчаник на ада да го разделам на 11 различни новчаници. Зошто ми е тоа битно? Значи, јас моментално, овие ми беа различни пулови, но затоа што ISO заврши, морав да ги променам во Spectrum, каде што моментално копам за Ardana. Сега, која е идеја? Значи, ви уствари, кога? Овдека може да речем ако имате пример 5000 Cardano, да ги разделите на 10 посебни новчаници во кои што секој ќе имате по 1000 Cardano. И секој од нив може да го делегирате на посебен пул. Значи гледате овдека првиот ми е на Spectrum, вториот ми е на Aneta BTC, четвртиот ми е на Wolf Pool, потоа имам некој на Ray овдека, па имам на Metadex. Значи ова се сите различни проекти кои што моментално се развиваат на Cardano системот и сите од нив имаат ISO во кој што добивате. Значи сега кога ќе се вратиме на пример на самиот Spectrum, кога ќе се вратиме овдека, значи на Summary ви го дава оној wallet кој што моментално го користите. Значи Spectrum, ова е уствари првиот. Вие селектирате кој од овие wallet сакате да го гледате моментално. Само момент. Еве на пример, да речеме сакаме да промениме на Aneta. Значи Activate wallet. Не, тој е уствари активен. Еве друг, еве. Во случајот Ray Network ќе го активираме, со тоа што Ray Network кога ќе отидеме на Summary, значи сега моментално тој новчаник не е активен. Ние можеме да активираме кој да е од нив, со цел да видиме што се случува. Ни дава секоја епоха колку ада сме добиле, нормално сега извинете што не можеме да ги покажеме податоци, но можеме да видиме секоја од овие епохи колку сме добиле во ада награда, со тоа што овдека не можеме да ги видиме вторите токени кои што ги добиваме од Ray Network, но доколку ја копираме оваа stake key, значи само кликнете на ова поле и отидеме на Drip Drops, се што треба да направиме е да ги внесеме овдека, значи новата адреса и check my drips. Со тоа што значи Drip Drops представува посебна страна која што оние втори токени кои што ги добивате, значи затоа што ADA за секој stake pool, ADA ви се исплатат директно на вашето портфолио овде. Значи дека секој од овие награди на секој 5 дена ви влегува директно во балансот на ADA кој што го имате. Ова се ствари епохите и колку моментално сте добили. Значи повторно, извинете што не можам да ги покажам, но нели секој од овие епохи вие добивате одредена количина на ADA односно процентот кој што пулот ви го нуди. Но вторите токени кои што ги добивате како ISO, затоа што истиот пул има сопствен проект, ги добивате преку Drip Drops или преку друг начин, мора да видите, значи секој од овие проекти има начин како да ги клеймнете вашите проекти, со тоа што вие, значи прво да се разбереме, мене адата не ми е внесена на Eternal. Значи тоа е најдобриот момент кај ада кој што многу од блокчейните го немаат. Мене ада ми е на Nano Ledger X. Значи мене ада ми е на Cold Wallet. Ада никогаш нема никаков допир со, значи јас никогаш не би ставил на Hot Wallet значи крипто, затоа што тоа е голем ризик, може да бидете хакирани. Мене не можам да бидам хакиран затоа што мене ада ми е на Cold Wallet. Овдека ада јас само преку блокчейнот, преку ISO, значи Cold Walletите на ада може да бидат конектирани со Eternal и на тој начин вие уствари се уште адата ви е на Cold Walletот, на Nano Ledgerот, но истата може да стейкате преку овој wallet на уште 10 различни места. Што значи дека сите овие награди кога ќе бидат доделени, ми влегуваат директно на Cold Wallet. Значи во секое време мене walletот ми е офлайн, но поради тоа што моите токени се ветени на тој пул, јас добивам награди
кои што директно ми влегуваат како ада за стејкање во тој пул назад на мојот cold wallet. Додека во исто време, оние дополнителни награди, еве чисто јас мислам дека имав еден, само да ви покажам како изгледа. Значи кога се вратиме на акаунт лист, на првиот wallet јас имав една награда од првиот таков посебен тип на ISO, а тоа беше за Sundial. Значи гледате, јас имам Sundial токени кои што сум ги клеймнал преку DripDrops, со тоа што значи се што требало да направам во summary, затоа што значи ада ја добивате овдека. Но второстепените токени, оние кои што ги добивате од самиот пул за нивниот проект, го купирате стейки, одите на DripDrops или зависи да речем која страна треба да ги земете, значи вашиот ада во никој момент не е компрометиран. Не може никој да дојде до вашиот ада. Може само да добиете, не може никој да ви земе. Го пастирате овдека, значи едноставно го вметнувате овде, Check My Drops ќе ви даде колку моментално имате и ќе ви даде како да ги клемнете, односно ќе треба да платите некоја мала количина нада, ако не се лажам, плакате 2 па еден ви враќаат и ви ги даваат токените, со тоа што на пример јас учествував уште во првата, значи Sundial беше првиот проект кој што добил ваков тип на ISO, каде што јас стейкав значи ада за да добијам одредени Sundial токени кои што моментално ги имам. Sundial ќе биде една од оние децентрализирани менувачници кои што ќе ги има на ада, значи моментално е активна, но верувам дека во следниот bull market ќе биде многу популарна. Значи Sundial е нешто слично на Uniswap, затоа што Uniswap ви е познат. Сега гледате значи како. На сличен начин тоа го правиме и со Polkadot, но прво сакав ова да ви го објаснам. Сега каде добиваме идеја на кои проекти да финансираме, што е многу битно. Односно, за да реалоцирате во одреден, значи вие уствари го активирате и сега на пример како да најдете во кој пул треба да ги внесете вашите токени за да добиете, да речем, одредени награди од ваков тип на ISOs. Значи, за стейкинг, кога треба да внесете нешто, го активирате вашиот и одите во стейкинг и може да промените во било кој. Сега, тоа е интересното што вие може да го промените пулот без да плакате дополнително. Значи, секое внесување во пул, вас ви земат 2 ада како фи, за да влезете во самиот пул. Верувате ми, многу брзо ќе ги вратите, со тоа што кога влегувате во пул, значи дека може да најдам било кој пул. Само треба да отидам, значи ќе напоменам уште еднаш. Ова како се влегува во пул преку Ethereum. Значи, одите на акаунт, ова е каде што ги имате основните акаунти, одите на акаунт лист, наоѓате да речем кој од овие акаунти каде што имате ада не ви е моментално во пул и го активирате, така, значи activate, од кога ќе активирате. Се враќате на, значи го активираме, на пример сме го активирале првиот пул. Одиме на стейкинг и ако сакаме да промениме пул, значи на стейкинг само треба да најдеме во кој пул сакаме да отидеме. Сега на пример дека можеме да напишеме се, еве на пример Gens ќе напишеме, Gens е еден од оние кои што ги користе претходно, значи имаше гледате ви ги дава сите оние Gens проекти кои што моментално се активни. Со тоа што ќе напоменам уште еднаш. Гледајте saturation, значи saturation е овде, гледате. Значи овде гледате многу мала сатурација, има 43%. Значи овде имаме колку? Осе да скроз празни затоа што кај заврши веќе ISO 28, значи гледате дека 47%, 33%, значи овде ќе добивате токени. Ако сатурацијата е преголема, тогаш нема да добивате и бидете внимателни затоа што токените ќе ви стоат, нема да имате никаква награда. Сега, каде да најдете во кои пулови треба да влезете за да може да добиете ваков тип на награда. Значи јас го користам овој, значи јас учам нормално. Дечкото е од Австралија и Learn Cardano се нарекува каналот и истиот исклучиво работи со наоѓање на нови проекти на Cardano мрежата. Со тоа што јас ги следам исклучиво овие ISPO updates, каде што он моментално кажува кои се активни нови проекти кои што моментално имаат одредена, да речем, даваат одредени награди за тоа што ќе делегирате на нивниот пул, со тоа што он детално ви кажува, значи сега нели нормално вие ќе видите идејата од тука, но вие повторно мора да влезете и да видите на нивната страна, еве пример, значи Aneta BTC е една од страните на кои што на пример јас следам кога ќе биде наградата, кога треба да ја земам, затоа што значи идејата во оваа ситуација е дека јас го користам Cardano да добием стейкинг, затоа што моментално стейкам во пул. Мојот Cardano е дома во, значи негде, ме разбирате, дали ви е во сеф, дали ви е, не знам, во земја, кај сте го закопале ваша работа, но вашиот Cardano не го допираат. А во исто време добивате Cardano награди, а ова е само плюс. Значи за овој Aneta BTC добиваме, значи ова ќе биде некој RAP BTC во иднина, како и да е, но Aneta BTC ни дава, значи ова дека може да видите на нивната страна, само да ви покажам, Liso се нарекува, уствари, само чисто да видите.
Значи ви кажува колку епохи ќе биде, колку ќе биде наградата, што ќе ви биде дадено, каде ќе треба да го, значи гледајте, се ми е пишано овде. Каде ќе треба да го потигнете овој токен, значи буквално се е објаснето на сите од овие страни, кои што јас како проекти ги наоѓам од овој лик, кај што он на пример ви кажува кои се новите проекти кои што моментално се ISPO на Cardano и ќе напоменам уште еднаш, значи вашата награда во Cardano е загарантирана. Вие во однос на тоа колку ви нуди пулот како награда ќе ја добиете сигурно. Ова е само плюс што го добивате во однос на проектите кои што моментално се развиваат на Cardano мрежата. На тој начин ние моментално Cardano го користиме дупло за да добиеме стейкинг од Cardano и плюс да добиеме награда од, наречеме на овие три различни волети, имаме еден куп различни пулови во кои што моментално стейкаме со цел да добиеме нивни награди. Се разбираме? Значи на тој начин го користиме Cardano за дупла награда за следниот bull market. Затоа што сите овие токени понатаму ќе бидат нешто, се разбираме? Значи вие сте добиле, да речем 4% Cardano награда на секој 5 во случајот да речем дена, што дополнително ќе добиете и вакви токени кои што ги добивате гратис. Значи слично нешто што моментално го правиме на Polkadot, за кој што ќе разговараме во следното видео. Сега, значи тоа е главниот начин како ние моментално функционираме со ADA и зошто нас не е моментално толку битна ADA во однос на овој bull market, bear market. За крај ќе направиме и анализа на самиот ADA чарт, да видиме каде се наоѓаме на глобално ниво, на макро сцената. Со тоа што е многу битно да утврдиме дека самиот Cardano моментално се наоѓа под претходниот all-time high. Со тоа што моментално не само што се наоѓа под претходниот all-time high, битно е да видиме дека се наоѓа над, значи гледате, ова е уствари она поле кое што го држало цената на Cardano под него во целиот претходен bear market пред новиот bull market 2021 година, што значи јас верувам дека белото поле би било максималната долна граница до која што може цената на Cardano да стаса, а тоа е негде од долната граница на ова акумулационо поле кое што ние сме го определиле, а тоа е негде 40 центи па до, јас верувам дека овдека навистина, значи и да падне, не верувам дека ќе падне повеќе од 35 до 30 центи, затоа што ова е горната граница. Гледаме овдека каде што цената на вистина имала голем сегмент во акумулација во овој сегмент, значи ова. Сега, како и Ripple вчера, гледаме дека постепено самиот бран на моментум, односно MACD се заоблува, но далеку сме од добивање на конфирмација дека сме трнале нагоре. Значи рековме, како што беше на Ripple, мораме да добиеме ова е на месечно ниво, значи една цела месечна свеќа со зелена точка во овој сегмент, за да знаеме дека моментално се наоѓаме на дното на самиот пазар. Верувам дека тоа ќе биде дното. Со тоа што гледаме дека VWAP се заоблува нагоре постепено веќе долго време, самиот сток RSI е на нула, значи апсолутна нула. RSI се наоѓа на вредност од 41, но тоа не значи дека може да се зимне и подолу, нормално. И затоа очекуваме уште еден пат пред конечна капитулација како на ADA, така и на останатите проекти. Значи, генерално на вистина нема многу да се зборува во однос на анализата, освен тоа дека имаме одличен потенцијал за следен bull market. Со тоа што гледаме дека моментално горната граница на ова акумулационо поле ние не претходниот all-time high, туку овие две свеќи кои што оформиле месечно ниво, тоа е негде околу 71 цента, 71 цент, со тоа што можеме да видиме дека на вистина самиот Cardano се движел до сега во ова акумулационо поле, што сме го, значи може да знаете ако сте гледали нашите анализи дека ова акумулационо поле е оформено уште од почетокот на самиот канал, да ја користиме истиот чарт за анализа. Гледаме дека на вистина е добра горната граница, долната граница моментално се движи хоризонтално. Туку го погледнеме на Market Cipher на неделно ниво, гледаме дека има повторен пат, она што моментално го кажуваме, значи јас верувам дека ова ќе биде третиот и последен пат на MACD. Знаете и сами дека минус 60 и плюс 60 се на некој начин до сега барем ни покажуваат дека се многу силни нивоа. Гледате, најчесто цената, односно MACD доаѓа до минус 60 и се коригира нагоре. Ова е како некој непишано правило, затоа и ми е обележена како една од оние битни, да речем, ознаки на Market Cipher, што јас верувам дека ако се случи тоа, цената нема да допре длабоко под ова бела линија, што е негде околу 30 до 35 центи. Но гледаме дека има потенцијал. Значи, предходната корекција ја донесе сток RSI до 100. Иако немавме големо движење на RSI, истиот не е се уште препродаден, односно е на 36 вредност, што значи дека имаме
барем 6 поени, па ако не и подлабоко, за да влезе подолу, што значи дека се наоѓаме на историски најниска вредност која што некогаш сме имале на RSI, но тоа не значи дека не може да отиде во препродадено, односно oversold надолу, под 30. Станува да видиме. VWAP моментално е некоја неутрална вредност, навистина нема нешто посебно за анализа. Значи, моментално го анализираме bear market. Не можеме да разговараме за потенцијални мети, тоа беше и вчера случајот со Ripple, затоа што што можеме да видиме се наоѓаме во длабок bear market и нема логика моментално да разговараме за таков тип на само што наместо Гаус, јас во случајот би го исклучил и би сакал да провериме уште два други индикатори како и вчера, а тоа е да видиме каде се наоѓаме во 4MA индикаторот. Само момент. Значи, ќе го ставиме прво 4MA, прво bull market support band нормално, па после поедноставно ќе биде да го направиме и евака. Значи, да видиме каде се наоѓаме на bull market, значи ја прво треба да го онеспособам market cipher. Значи на некој начин го онеспособи моментално market cipher A, за да можеме да видиме точно каде се наоѓа bull market support band-от. Значи она што го разговараме постојано, тоа го не знаете што се овие индикатори, јас би напоменал сите оние кои што се нови на нашиот канал да се вратат во нашите индикатори, основните видеа и да ги погледнат за да може да знаат точно што зборувам. Значи bull market support band-от како и во сите криптовалути гледаме дека е оној најбитниот бран на поддршка кој што го имаме од 20 SMA и 20 EMA. 21 EMA, значи тоа ќе го погледнете, нели? Сега да не напоменувам што е точно како е, може да погледнете на нашите видеа, овде разговараме со оние кои што навистина знаат веќе за техничка анализа, останатите би ги напоменал дека навистина мора да ги поминат оние видеа на техничка анализа кои што ние ги направиме за нив. Имаат цела плейлиста на која што може прво да научат основни правила на техничка анализа, како да направат собствен чарт, а потоа и нели напредните видеа, значи тоа го исследите нашите едукативни видеа од 1 па навака до 51 колку што сме моментално, ќе научите се. Од системна блокчейн технологија, техничка анализа, се ќе научите. Значи буквално целиот материјал е направен така да не мора да се трудите да го барате, туку едноставно само следете ги бројките на нашите трейдинг курс, значи за техничка анализа курсови. Значи самиот bull market support band моментално гледаме дека имаме едно одбивање, второ ова е трето одбивање и истиот ја држи цената надолу во ова акумулационо поле. Што јас верувам дека ако имаме уште еден пробив, ќе имаме баунс и ќе направиме она што моментално го видовме вчера на Ripple чартот, односно ќе направиме пробив над bull market support band-от, успешен ретест и тоа ќе биде апсолутно до дно. Значи тоа ќе биде потврда дека сме го достигнале дното на Cardano, но верувам дека тоа ќе се случи малку покасно, затоа што рековме дека прво ги чекаме оние избори кои што треба да се случат на 9 ноември, за потоа да мислам дека ќе биде моментот кога навистина ќе утврдиме апсолутно до на сите криптовалути во исто време. Значи, основен мерач на дали сме во bear или bull market, секогаш ќе ни биде bull market support band-от, со тоа што моментално исто ќе го исклучиме и ќе ги додадеме 4MAs за bull market support band. Добро, исто сме го имале веќе, во ред. Сега ќе ги додадеме 4MAs за да видиме каде се наоѓаме на 4MAs моментално. Тоа се четирите Тоа се четирите средни вредности на онај криптовалута која што моментално следиме. Значи секогаш ги ставаме, рековме, зелено, жолто, црвено, да бидат исти како самиот семафор, за да биде поедноставно за нас да можеме да ги следиме. И последниот ставам јас плаво, вие како сакате нормално. Добро, само ова бил плаво, мислам, јас сум малку далтонист, ги ставим ово, не. Да, само што треба да ги подесиме. Значи, моментално за макроанализа секогаш ги подесуваме на 50, 100, 200 и 300. Тоа што 200 и 300 за bear market се одлични вредности да видиме каде моментално се наоѓа самата криптовалута. Да гледаме дека неделно ниво се наоѓа на 200 неделната, под 200 неделната средна вредност, што беше исто со сите останати криптовалути кои што до сега сме ги гледале. Bitcoin, Ethereum, Ripple, единствено Ripple успеа да пробие над 200 неделната средна вредност и над bull market support band-от со успешен ретест. Сите останати го имаат буквално овој чарт, значи истото го гледаме моментално сегде. Пред поаѓање на оваа криптовалута нагоре, се уште е рано да можеме да разговараме за утврдување на дно, но ова е одличен момент за акумулирање на оваа криптовалута, затоа што се наоѓа на едно од најниските вредности кои што верувам дека некогаш ќе успееме да ги добиеме, затоа што е точно на, гледате, значи ова се оние
две максимални вредности кои што си ги имале во претходниот bear market, што јас верувам дека ќе бидат солидна постава за цената да заврши негде овде на дно пред да имаме следен bull market. Значи нормално и ако имаме подлабоко, јас длабоко верувам во овој проект и затоа јас би купил наместо да се уплашам и да продадам на пример во затоа што моментално е на пониска цена. Значи Cardano не оди нигде. Можем барем ние како тим веруваме дека Cardano не оди нигде. Ќе биде овде за многу bull маркети, но да почнеме од следниот, па да видиме како се одвиваат работите натаму. Не можеме да бидеме 100% сигурни. Но за следниот bull маркет јас верувам дека е одлична шанса, затоа што имаме и одличен roadmap, сето она што разговараме до сега ви нуди дополнителни начини да профитирате од Cardano со ISO, ISPO offerings. Дополнително на тоа гледаме дека чартот е моментално на една од најниските вредности кои што може да ги достигне. И дополнително, иако чекаме уште еден дополнителен пат пред да алоцираме се што имаме нели во стейблкоини, веруваме дека Cardano има многу светла иднина. Јас верувам дека го погледнавте ова видео, значи некои од оние луѓе кои што велеа дека ние нели Cardano нема многу, еве што има Cardano, значи еве она што сме успеале да го најдеме до сега. Извинете ако нешто сум пропуштил, јас верувам дека многу од вас знаат многу повеќе информации. Идејата на нашиот канал е да размениме информации, така да ако ви имате нешто што јас не сум го кажал или не сум го знаел, ќе ве замолам да го споделите и со мене, за да можам да го споделам со останатата заедница која што моментално не следи. И значи на тој начин верувам дека детално ви покажавме зошто Cardano е еден од оние проекти кои што заслужуваат да бидат во нашето портфолио на самото bear market дно. И верувам дека, значи, уште еднаш морам да напоменам дека ние не сме финансиски значи, консултанти и не можеме да ви кажеме што уствари вие треба и како треба да финансирате, но можеме да ви дадеме насоки за тоа како ние работиме како тим, а останува на вас како вие сакате да го алоцирате вашето портфолио и каков ризик ви сакате да понесете. Но генерално Cardano има многу мал ризик, посебно во овој сегмент каде што моментално се наоѓа на сега ќе видиме колку е од претходната максимална вредност, значи е на моментално значи 87% од претходната максимална вредност, што значи дека неговата вредност моментално е одлична за купување и нормално. Ние чекаме само дали ќе има дополнителен пат пред да алоцираме поголем дел од нашето стейблкоин портфолио во ADA. Значи тоа е се што имаме да кажеме денес во однос на овој проект Cardano. До сега ги обработивме Ripple и Cardano. Ќе продолжиме и понатаму, ќе разговараме на следното видео, како што велам, според гласовите што ги видов, ќе биде за Polkadot, па потоа ќе биде за Ethereum. На тој начин ќе можеме да ви објасниме точно зошто ќе имаме овие 4 валути. Јас сакам да одговорам на оние прашања кои што постојано ги имаме, за тоа зошто финансираме во овие. Сега следното видео ќе биде, значи, за посебно прашање кој што ги имавме од Kiko TV, како еден од, како што реков, оние што највеќе го гледаат нашиот канал. Значи неколку пати досега ни побара да го направиме тоа. Еве на ваше барање, според вашите гласови, следно ќе биде тоа видео, со цел да објасниме што уствари правиме со Polkadot проектот и зошто ни е толку битен и зошто гледаме толку позитивно на неговата иднина. Со тоа ќе завршам видеото за денес. Знам дека е малку долго, но проблемот е што волку голем обем на вести едноставно не може да бидат кажани во 3 минути. Јас гледам дека некои од мојата конкуренција канали имаат видеа по 3 минути. Дури видов едно видео каде што за една минута човекот успеа да образложи што е инфлација и рецесија. Значи јас за една минута не можам ни да се најавам, а не да објаснам што е инфлација и рецесија, но нели, добро, сега не можам да коментирам. Останува на вас да одлучите што ќе следите за ваша едукација. Ние сме овде да дадеме максимум и затоа понекогаш ако се полови нашите видеа, извинете, но тоа е направено со цел да ви информираме детално, наместо нели да ви дадеме само дел од информациите, па да треба останатото да го правите повторно сами. Но нели, на вас останува како вие ќе одлучите и кои канали ќе ги следите. Само оние кои што следат нашиот канал, уште еднаш ќе ја замолам за поддршка, знаете што бараме од вас, subscribe, нотификација, понатаму доколку имате некоја порака, ако имате лайк, ако ви се допаѓа нашето видео, ви благодариме за поддршката и со тоа го завршуваме овој видео, се гледаме во следното и имате добар ден од страна на нашиот тим на CryptoGameMedia.